Книгите "Радио" и "Неправилен ритам" на новинарот Љупчо Јолевски. Вчера вечер ја имаа својата промоција пред тетовската јавност. "Радио" е напишана на повеќе од 700 страници, збогатена со мноштво фотографии, додека книгата, како што појаснува Јолевски, е сублимат на неговата новинарска работа во изминативе неколку години, со избор на текстови пишувани и објавени на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Книгата "Неправилен ритам" пак содржи бројни интервјуа со македонски музички изведувачи. Едната е "Радио", објавена пред 5 години некаде отприлике, и книга која се бави со не со радиото како медиум, туку со нешто друго. Со сето она што како културна рубрика или јас како новинар во културната рубрика на Радио Слободна Европа успеав да го вообличам во радио прилог, во интервју, во рецензија, во осврт, нешто што беше емитувано на програмата, нешто што беше практично трка со времето, да се стигне на време, сето тоа да излезе во час, час и половина, прво како текст, па потоа како радио прилог и на крај на сајт. И една книга која пак појде многу надолу, книга која се бави со современата македонска музичка сцена, се вика "Неправилен ритам" или приказни од современата македонска музичка сцена. Книга во која се на 800 страници се поместени бројни интервјуа, со по мене најзначајните ликови на она што представува наша музика, македонска музика, да не ги спомнувам, еве само неколку примери како Анастасија Архангел, Владко Стефановски, Лепи Сол, Симон Трпчевски, од друга страна Дарија Андовска и така натака и така натака. Меѓутоа книга во која има и еден посебен оддел во која се поместени фоторепортери, луѓе што во последниве години објавија неколку интересни книги, но кои ја имале како предмет на својот интерес или современата музичка сцена кај нас или надвор од нашава земја и направиле фотографии кои се еден вид сведоштво на она што се случувало на истата таа сцена. Авторот на книгите Јолевски се надева дека истите ќе останат во трајно наследство за идните генерации. Многу труд вложен и нешто што чинам дека ако ништо друго барем ќе го пополни оној дел или оној наш мозаик за нашето културно живење овде, културно битисање во нашава држава и ќе биде сведоштво за некои генерации кои допрва ќе доаѓаат дека не сме тиква без корен конечно. Промотори на книгите беа новинарот и писател Дејан Трајковски и фотографот Драги Неделчевски. Промоцијата беше проследена и со музика во изведба на членовите на дуо скупи Јета Старова Мехмети на флејта и Ермаљ Мехмети на виолина, како и на джез триото Дробицки, Омер Агиќ и Глигор Кондовски.